Исто како и самиот живот, така и оваа книга не води низ разни емоции, некогаш тажни, некогаш среќни, но на крајот е важно да продолжуваме со насмевка. Никогаш не се уморувам од смеење. Едноставно сум човек кој обожава да се смее. Джейсон Ритер. Фаза 5. Лични приказни по тесното семејство. Сцена 21. Мајка ми велика, за жал, не ја познала. Нашите преградки во живот траеле помалку од 10 месеци. Едно бебе кое е премногу мало се дели од својата мајка. Па почната врвца ли е, што и да било, сега нема назад. На само 28 години отишла во незиниот вечен дом, а таму, на незиниот гроб, домашните не ме носе. Татко ми и маќеја ми редовно одеа на задушница, но никогаш не ме земаа мене. Понекогаш само брат ми. Како помал не прашував кому му одаваат почит кога одат на гробишта, мислејќи дека одат да запалат цвеќе за чичко ми. Откако дознав за мајчината смрт, сватив. Но не правев притисок за да одам. Подоцна, татко ми знаеше да каже: не сакав да те носам таму и да те растажувам. Мислев дека додека си мал ќе биде подобро воопшто да не знаеш некое време. Потоа пак избегнувавме за да не ти доаѓа да се навраќаш наназад. Сето тоа го правев за да те заштитам. Така сметав дека е најдобро за тебе, раскажуваше. Незината црно-бела слика, дел од колаж со неколку други, закачена во малото ходниче, до ден денес дава посебен зрак во куќата во Долно Лисиче. Додека домашниве одеа на задушница, со брат ми ќе го извадевме албумот, оној зелениот со тврдите корици, па ќе гледавме нејзини фотографии. Барем таму секогаш е млада, на сите тие слики. Од слики само таква ја знам. И другите така ја паметат. Всушност, и тие немаат некој друг избор. Многумина кои ја познавале во живо, велеа дека целосно си личам на неа. И на вистина, дури и самиот си наоѓав одредени слични црти. Ке споредав моја слика со нејзина и некогаш имав чувство како да се преклопуваат. Со татко ми ретко сме разговарале за неа, ама кога сме зборувале, тоа обично било длабинско. Се до моментот додека не му станеше тешко на душата. И не само со него, туку со сите со кои што сум зборувал, имале убаво мислење за неа. Најмногу заеднички животни моменти поминувале со тетка ми Вроса, нејзината прва братучетка. За време на бракот со татко ми, мајка ми и стрина ми многу се почитувале. Брат ми паметеше неколку случаи, но ретко ми ги раскажуваше. Само што ќе почнеше, чувствував како му надоаѓа плач однатре. Не ни беше лесно што сме ја загубиле. Секому на свој начин му стоеше тежината. Таа грудка се појавуваше зацементирана некаде длабоко во нашите срца. Таму и стои. Сцена 22. Татко ми Јане е добар, вреден и многу често насмеан, весел човек. И покрај многуте преживеани маки во животот. Сини очи, како и повеќето од моето пошироко семејство. Низок пораст со светла коса. Изразените брчки на лицето и видно нерамната кожа на дланките до денес го пресликуваат неговото минато. Да го кажував само јас овој опис, може би ќе бев пристрасен, но тоа го потврдуваат и многу други луѓе кои го познаваат низ годините. Дел од неговите карактеристики веќе ги споделив во претходните фази од книгава. Опишани со една реченица, тој е човек што постојано работи, а кога ќе легне, заспива во длабок сон уште во првите 5 секунди. Кога бевме мали со брат ми, често се подбивавме со него за тоа негово брзо заспивање. А тој со сериозен тон во гласот ќе ни одговореше: ех, деца, па нормално дека брзо ќе заспивам. Сум работел цел ден и сум се уморил. А и мирна ми е совеста, бидејќи знам дека никому не сум му наштетел. Чесно си го заработувам секој денар и релаксирано си спијам. Да ве прашам,
Дали мирно спие тој што краде? Например, тој што ограбил некоја продавница, фирма или банка и не погледнуваше многу прекорно додека го поставуваше ова прашање. Ние двајцата често знаевме да се шегуваме со примеси на целосна вистина, па обично ќе кажевме: тате, баш си не интересен, а ти си чесен по душа и поради тоа мирно спиеш кога знаеш дека никому не си му наштетил. Ама тој што е криминалец, тој нема чиста душа, инаку не би го ни правил тоа. Ние веруваме дека тој ќе потоне во длабок сон само откако, например, ќе ја заврши успешно планираната кражба. Ако му биде неуспешен обидот, тогаш ќе биде немирен затоа што не успеал во намерата. Она што е нормално за тебе, може да биде ненормално за некој друг. И обратно, ќе му речевме. Може би сте во право, вака кога ги анализирате работите. Вие сте попаметни од мене и јас се гордеам со вас двајцата. Но секогаш ќе ве учам да имате валкани раце само со чист образ, со честна работа, а не обратно. Џабе ќе ви бидат чисти рацете ако имате извалкан образ. Животот ме научил дека секоја тајна кога тогаш ќе биде јавна. Па вие оценете дали е добро таа тајна да биде непријатна, сомничава или не дај Боже криминална. Прашајте ги дали в затвор мирно спијат откако успеале во она што го замислиле. Ќе го завршеше разговорот и обично продолжуваше нешто да работи. Татко ми е човек кој за време на нашето детство помалку време поминувал со нас, особено со мене, но секогаш тоа било квалитетно време. Многу поуки научив од неговите вистински приказни кои му се случувале додека бил војник во Југословенската народна армија, JNA. Тоа било кон крајот на 70-тите години од минатиот век. Исто толку и од случките додека бил дете, од ергенските денови, а и од деновите кога го учел занаетот, кога почнал да работи и да оформува семејство. Додека уче во основно училиште, многу му се восхитував на неговиот начин на проверка за тоа како напредувам во образованието. Некоја вечер, целосно непланирано и ненајавено, ќе ми земеше неколку од тетратките што ги користев за различни училишни предмети и полека ги прелистуваше. Може би ќе ме подпрашаше нешто општо, доволно колку да знае што се случува. Одеше редовно на сите мои родителски средби, а и на оние на брат ми. Не пропушташе ниту една. Веројатно навикнат од претходниот систем во кој растел, ќе не советуваше: деца, ако нешто многу ви е тешко за учење, немојте да се напрегате со сила. Не можете во се да бидете први и најдобри. Бидете златна средина. Доволно е. Ќе го сослушав, но се противев. Ама внатре во себе си велев: сакам да бидам најдобар. Не сакам златна средина. Се ежам на таквиот совет. При една таква поука за време на средношколските денови му реков: тате, ти секогаш ни велиш дека е добро да си во средина, но тоа може би било најдобро кога ти си бил на наша возраст. Друго време било тоа, други околности. Сега е сосема различно. Сега е време во кое се потикнува личен напредок и индивидуализам. Ја нема флоскулата сите сме исти, сечие и ничие. Според мене во денешницава, а и во блиска иднина, најдобро ќе поминат оние што се најдобри со знаење и вештини, или пак оние што се слаби со знаење, речиси невидливи на училиште, но кои ќе знаат да се снајдат на некој чуден начин, дали самите или пак со нечија помош. Тие што се златна средина, нема никој да ги забележи и никому нема да му остават различен впечаток, да му се залепи окото за нив, туку само ќе се вклопат во некое општо прифатено мислење за целата маса луѓе, реков. Се подзамисли, ме погледна и ми рече: може би си во право. Војкот и Кира од секогаш беше таков. Имаш слични карактерни особини со него. Знаеш подобро од мене, поучен си. Прави како што мислиш дека е најдобро за тебе. Само што и да правиш, чувај си го здравието. И ќе се насмевнеше задоволно. Неговиот совет за здравието секогаш ми одзвонува во главата што и да правам. Традиционалното воспитување татко ми го практикуваше како да е нешто што е дадено еднаш за секогаш. Во сите можни времиња, при сите видови различни околности.
Тоа му предизвикуваше страв од нешто ново. Мене така ме воспитале и не можам сега на овие години да се менувам. Вие сте помлади, а ако можете и мислите дека е подобро за вас, приспособувајте се. Малку нервозно ќе ни подвикнеше додека се обидувавме со брат ми да го убедиме дека може нешто да се направи на поинаков начин од тој што некогаш го учеле. Иако ретко, сепак имавме успешни обиди во убедувањето. Ситуацијата што не можам да ја заборавам се случи кога брат ми одлучи да направи посебна бања за него на вториот кат. Татко ми, како искусен водоинсталатор, му помагаше. Но брат ми сакаше за прв пат наместо со цинкови цевки, бањата да си ја направи со пластични. Во тие години тие се сметаа како нешто поново, помодерно. Татко ми даваше отпор на неговиот предлог. Научен беше цел живот да нарежува цинкови цевки со клупната, процес што се одвиваше бавно и тешко. По секое нарежување задолжително чувствуваш болка во рацете. Но брат ми сепак одлучи да остане на предлогот со пластични цевки. Отиде и купи мало машинче кое се користи за загревање на краевите на цевките и нивно спојување. Алат за нивно трајно лепење. Сите тројца за прв пат се учевме да работиме така. И тоа на наша бања. Како што кажувам и во епизодата 13. Прва заработка. Многу работи така ги научивме низ годините. Со обиди и грешки на нешто свое, за да може потоа на друг да му направиме целосно мајсторски. Интересен беше процесот на учење со пластични цевки. На големо изненадување за мене и брат ми, татко ми многу брзо го засака овој нов начин на работа. Брзо ја направивме бањата, вложивме помалку труд, а резултатот беше поефективен и изгледот поестетски. Оттогаш татко ми продолжи да биде водоинсталатор, главно работејќи со пластични цевки. Беше прв меѓу мајсторите во селото кој почна да работи на новиот начин. На почетокот, при секоја нова бања му бевме подршка јас или брат ми. По некое време продолжи да мајсторува сам. Исто толку добро, како што порано тоа го правеше со цинкови цевки. Стравот од нешто ново го претвори во придобивка од нешто ново. Бевме пресреќни со брат ми, што успеавме да го убедиме. Сепак тоа не одеше потешко за други работи во животот. Требаше да помине многу време за да се приспособи, за да разбере дека времињата брзо се менуваат. Јас и да видам нема да поверувам на прва, знаеше да каже. А ние првим веруваме во нешто, го визуализираме во нашата имагинација како да е реалност и потоа на вистина ќе го видиме, му велевме со брат ми. Овие различни пристапи во животот знаеа да предизвикуваат и понекои семејни конфликти. Особено кога знаевме дека мајка ми е со далеку поконзервативни размислувања и од него, плюс има ограничен мал круг на луѓе за редовна комуникација. А ако на тоа се надоврзи немањето доволно образовен капацитет за разбирање на актуелните животни предизвици, преплетено со видлива доза на пасивност, завидливост и негативни реакции, балансот на татко ми меѓу неа и она што бевме јас и брат ми, навистина беше комплексен. Поради тоа и тој во животот имаше понекоја жолта минута, истурена на некој од нас двајцата. Но кога ќе ги споредам неговите реакции во тие ситуации, со сето она што го преживеал, веднаш сум ги сваќал неговата севкупна трпеливост и разбирањето. Како и да е, се насе голем дел од поуките на татко ми и ден денес ми се во главава. Секогаш на свој уникатен начин, преплетени со оние народни мудрости кои во една мала реченица содржат многу суштина. Некој од нив се. Држава кога ќе реши да ти земе нешто, ќе најде начин веднаш да го стори тоа. А обратно, доколку ти треба нешто да земеш од државата, тогаш тоа оди многу потешко. Се граничи со невозможното. Поради тоа најнапред ги плаќам редовно сите сметки. За струја на Ивана, за вода, за фиксниот и мобилниот телефон на T-Mobile. Никогаш не доцнам со плаќање на сметките, а дури потоа го распоредувам семејниот буџет за нашите домашни потреби. На најдобриот водоинсталатор многу често дома му тече чешмата. Колку повеќе е баран мајстор, толку помалку има време дома да си поправа. А и волјата е помала, бидејќи за истата работа дома никој не му плаќа. Многу често мора да биде побавно, за да испадне на крајот побрзо, како приказната за желката и зајакот.
Не нервирај се на задорливите коментари од секакви луѓе. Запомни дека ти можеш да бидеш како нив во секое време, но тие потешко би можеле да бидат како тебе. Ако нешто не можеш да го завршиш и почнуваш да се нервираш за тоа, батали го. Направи пауза. Кога ќе бидеш пак расположен, тогаш продолжи да го работиш. Ќе почувствуваш огромна разлика. За кратко време ќе го решиш проблемот. Треба да го сакаш оно што го работиш. Ако не го сакаш и не ти исполнува, џабе се мачиш во животот. Не биди лаком за пари. Биди вреден и научи да крадеш занајати, вештини, способности во секој момент од кого и да било. Ако сакаш да научиш побрзо и подобро, учи од тие што се подобри од тебе. Така фокусирај се на долг рок. Парите ќе си дојдат сами по себе. Сложни браќа планина поместуваат. Затоа е важно дома да бидеме сложни и проблемите да си ги решаваме тука, во семејството. Ниту соседите, ниту колегите нема да ни ги решат. Верувам во тебе. Ти си знаеш, ама јас да си кажам. Ако не кажам нешто, ќе оставам печаток дека ништо не разбирам. Сцена 23. Брат ми Игор е мојата најголема сродна душа во поширокото семејство, а единствена во потесното. Многу работи прв пат сум ги научил од него. Од секогаш ми давал безусловна поддршка во се. Татко ми беше поблизок со него, а тој со мене. Ме разбираше доволно за да ми даде вистински искусен совет во актуелното време, бидејќи беше 5 години постар од мене. Секое лето, во текот на летниот распуст, заедно поминувавме драгоцено квалитетно време. Сите оние нејаснотии што ми се појавуваа во мисливе уште од мал, тој ми ги објаснуваше. Од целосно разбирање на функционирањето на машкото и женското тело, до сите видови односи меѓу луѓето. Кога требаше да ми посочи нешто за научилиште, само ќе ми ја кажеше суштината. Ме мотивираше да научам да ги поврзувам логично работите, за да го откријам заклучокот самиот. Нему му одеше математиката многу повеќе и од мене. Тоа му беше мотивот да се запише во тогашната природно-математичка гимназија Раде Јовчевски Корчагин во Скопје. Но, покрај училиштето, особено му одеа две други работи. Едната беше онаа мајсторската. Се она што е поврзано со мајсторска рака не му одеше речиси од прва. А втората работа во која беше влюбен, уште при завршувањето на основното образование, беше работата на армијата, на војниците, на тоа какви видови оружја постојат, кој од нив за што се користи. Може би таа негова желба произлегуваше од многобројните филмови што ги сакаше и редовно ги гледаше. Може би и од приказните на татко ми од дамнешното негово војничко време. Но најмногу го сакаше тоа бидејќи се базираше на ред и дисциплина. Нешто во кое тој веруваше и постојано го практикуваше. Така, редовно на татко ми му беше помошник, мајстор за водоинсталаторство, на соседите за градежништво, а дома ги практикуваше и двете. На училиште беше секогаш одличен. Во текот на годината ќе имаше и по некоја четворка, но на крајот завршуваше како наполно одличен ученик. По завршувањето на средното училиште се запиша на Воена академија во Скопје. Во тоа време јас се запишував во средно училиште. Иако календарски 5 години, сепак училишно бевме 4 години разлика. Навистина беше среќен кога ги почна студиите таму. Но за кратко време се променија многу работи. Во 2003 година, се уште немаше завршено прва година од студиите, ги информираа дека Воената академија ќе се укинува. Неговата генерација ќе биде последна и за разлика од претходните, ним не може да им гарантираат ниту вработување, ниту постојана работа. Им понудија преквалификација, скратен курс од 3 месеци за подофицери, водници, за да почнат веднаш со работа, доколку ја напуштат академијата. Се мислеше неколку дена и конечно еднаш дојде кај мене в соба, во нашата детска соба, и ми кажа: Миче, знам дека ти ќе ме разбереш. Штом сега уште во прва година ни кажаа дека нема иднина за мојата генерација, залудно би било да одам со глава в зид. Од друга страна, гледаш што се случува.
На таде се повеќе месеци му доцнат со плата. На работниците не им исплаќаат редовно. Охис не е веќе силен гигант како порано. Почнува да оди надолу. Многу трошоци не одат за куќата уште од сега, замисли кога би дошло време и ти да одиш на факултет. Од друга страна пак, кога ќе направам споредба меѓу мене и тебе, ти од секогаш си сакал многу повеќе да учиш од мене. До сега, академијата ми е бесплатна, но може да ја направат да се плаќа. Потоа, ако јас немам работа, нема да можам ниту тебе да ти помогнам за да завршиш факултет. Подобро е сега, кога ни ги кажа овие информации, што поскоро да почнам да заработувам. Така ќе бидам исполнет, бидејќи пак ќе го работам она што ми беше во план да го студирам, а со текот на времето и ќе напредувам. Воедно ќе можам и тука да помагам, сега за доградба на куќата, а здравје во иднина за твоите студии. Знам дека ти ќе успееш во тоа. Со полугласна насмевка ми го соопшти ова, седејќи на креветот спроти мене. Те разбирам, бата, сосема си во право. Верувам во твојата одлука. Знаеш дека секогаш ќе се поддржуваме. Ти си тука за мене, а јас за тебе, му реков и се гушнавме. Откако во Велес го заврши курсот за подофицер, водник, отидовме на церемонијата за прогласување на чинот. Беше пресреќен кога ја фрли таа војничка академска зелена капа високо нагоре, заедно со своите колеги. Онаа негова широка насмевка низ која малку му се забележуваше потемна нијанса на предниот зап, останува за секогаш незаборавена. И не само таа. Фатот со раката, при кој ќе те стегне со сигурност, исто така ќе ти остане врежан во меморијата. Веднаш по Велес, неговата кариера продолжи со служба во македонската армија во Охрид. Поречи се 1 година во Охрид, потоа продолжи во Кичево, па во Крива Паланка. Во 2005 година, откако дефинитивно државата прибегнуваше кон реформа од армија во гранична полиција, брат ми повторно заврши дополнителен курс. Почна да работи подолгорочно како граничен полицаец, распореден во полициската станица во село Танушевци на границата со Косово. Од зборовите на колегите ќе слушнете колку уште тогаш ја сакаше својата работа. Убаво е чувството кога ќе знаете дека вашиот брат не е само добар кон вас, туку и кон пријателите и кон колегите е таков. Тоа чувство што го пренесува на другите не може да се замени со никаква цена. Сцена 24. Сигурно сте ја слушнале поговорката: животот за некој е мајка, а за друг маќеа. Јас не знам какво е со вистинска мајка, но знам каков е со маќеа. Се разбира дека секој човек не е ист, па така и од една мајка до друга и од една маќеа до друга има разлика. Не можам да зборувам за другите, ама можам од моето собствено искуство. Имав околу 10 години кога при едно собирање пченка во бавчата изустив гласно: се однесуваш кон мене како да не си ми мајка. И веднаш штом го изустив тоа, трчајки влетав дома за да се исплача. Краток поглед размени Макеја ми Виолета, ја викаа Летка, со брат ми. Но немав желба да анализирам, туку да се оттргнам. Уште од мал увидов дека има многу незгоден карактер. Кога и да го споменавме тоа при кој да било разговор, таа ќе ни се обратеше со зборовите: зар не сум ве испрала? Зар гладни сте отишле на училиште? Нервозно ќе викнеше и воопшто не сакаше да разговара за темата за која почнат разговорот. И тогаш пред неа и сега пред сите, секогаш сме признавале дека ни ги перела лиштата и тоа рачно, бидејќи во тие години сите дома на секој може начин штедевме. Сигурно не и било лесно за да го прави тоа при секакви временски услови. Било тешко кога бањата била студена, јадење сме имале постојано. Може би не било тоа секој ден различно, може би не се знаело што е здрава исхрана, а што не. Повеќе зимница отколку свежа храна, ама барем имало, секогаш имало што да се јаде. Но од друга страна пак речиси, ништо од тоа не било направено без наша целокупна помош.
При подготовка на сите зимници, на сите до една, сме помагале и јас и брат ми. Некогаш двајцата одеднаш, но минимум едниот од нас. Обично јас повеќе помагав во подготовката на зимицата, а тој во мајсторијата со татко ми. Собирањето на вошките беше наша обврска, сечењето и редењето на дрвата исто така. Неретко сме помагале и во миење на теглите, а со сигурност во печењето и лупењето на пиперките и во мешањето на еверот. Традиционално македонски не правевме само еден вид ајвар, туку околу 4-5 вида секоја есен. Таа не знаеше да прави кој знае колку разни видови на манџи, ама месеше вкусни пити, мекици, зелници. Дел од нив навистина беа незаменливи. Се насе, конфликти се јавуваа во однесувањето. Никогаш не можеше да разграничи дека ако укажуваме на несоодветно однесување кон нас, не значи дека го оспоруваме незиниот труд на другите полиња. Неразбирањето доведуваше до чести нервози, викања, караници. Некогаш тие знаеа да придонесат за по некоја модринка на газот, до исечена топка со која си играв секојдневно или пак до кодошење кај татко ми. Го нарекувам кодошење затоа што често се случуваше таа да ја прикаже само едната страна од сцената, а нашата никој да не ја слушне. Многу пат имав чувство како татко ми априори не изеде и верува на приказните, а да не ги сослушува сите страни. Со текот на времето сватив дека на тој начин правел еден вид баланс, но кај мене сето тоа секако ги трупаше фрустрациите. Имав чувство како проблемите само да се одложуваат и да се ставаат под тепих, а се избегнува нивно решавање. Чудно беше нејзиното однесување. Кога беше расположена за смеење, ќе се изнасмеевме, но уште додека бев дете, никогаш не дозволуваше да ја гушна. Едно мало дете имаше голема потреба да биде прегрнато. Таков бев уште од мал. Се случуваше често да биде нервозна поради некоја трета случка и тогаш викањето најчесто се пренесуваше врз нас, особено врз мене бидејќи почесто бев дома. Се изнесуваа такви небулозни аргументи, се излеваа мноштво негативни емоции кои по долго време ќе успеа да предизвикаат негативна реакција и кај мене. Кога конечно ќе се изнервирав, можеби интересно беше тоа што во тој момент таа почнуваше да се подсмевнува, задорливо да се подбива со мене и потоа ќе продолжеше целосно да се смее. Знаеше да се жали дека е тешко тоа што мора да штеди, што живееме прилично скромно. Може некој друг од семејството живееше раскошно, а само таа скромно. Сето тоа го представуваше на таков едностран, себичен начин. Некогаш ја разбирав, ќе се сожалев и верував дека е во право. Знам, долго време знаеше да каже: "Ере, сите соседки се бојосаа, се средија. Само јас сум целата за никаде. Ми побели косата од вас, а не можам ниту да се бојосам. Ќе сме штеделе. Како, фајде од тоа. Сега ќе се мачам, ќе градам куќа, а утре може некој да ме истера од тука." Знаеше постојано да се жали, додека ми наредуваше да носам некои тенџериња, зачини од подрум за да направи јадење. Така ќе ме пратеше по неколку пати нагоре надолу по скалите од нивната соба до подрумот и назад. Во денот сигурно повеќе од 20 на пати. Секогаш сум одел, можеби некогаш не било тоа веднаш во истата секунда, сум чекал да помине уште една акција од фудбалскиот натпревар што го гледам со страст, но ја слушав и за кратко време ќе отидев. Ама многу силно се револтирав кога од подрумските простории ќе донесев некој тенџере, а таа ќе ми речеше: "Не ти реков тоа црвено тенџере да ми го донесеш, туку црното." Ќе изгледа убаво, ќе воздивнев длабоко во себе и повторно ќе појдев. Но некогаш веќе не можев да издржам. "Тебе човек треба да те снима, затоа што едно ми кажуваш пред 2 минути, а сега сосема друго." И ќе стрчав пак во подрумот, целиот нервозен. Ги слушав незините жалења за немањето пари и сакав да помогнам само за да ги намалам тие реакции. Не сакав во таква атмосфера дома да ми поминуваат деновите. Сакав да биде похармонично, да чувствувам вистинска хармонична атмосфера. Еднаш решително да помогнам. Се сеќавам како да беше вчера. А накратко раскажувам за таа случка и во епизодата 11 "Незгодни карактери". Бев 7 одделение и учев во Драчево. Секој ден од парите што ми ги даваа за на училиште, по 10 денари,
Собирав за да ја купам боја за коса за 8 март. Собирав речиси 1 месец и купив боја. Во тие моменти на собирање пари бев решен да ги игнорирам сите други семејни ситуации. Тоа што постојано носев, веќе носев јалешта од брат ми и од посестра ми, а многу ретко нови купени за мене, го премолчував. Одамна решив да не одам на ниту една екскурзија, само за да немам прекорување од таков тип. Во сите домашни работи помагав во семејството. Добрата работа беше што за мене не постоја машки и женски работи. Престанав да барам да ме пуштаат на игралиште, зашто сватив дека и да барам нема да ме пуштаат, а плюс ќе има викање при такво барање. Вака се обидував на различни начини да придонесам за поубав семеен живот, без викања, без фрустрации, без негативни испади. Си веле во себе: еве, конечно има боја за коса. Сега ќе се бојоса и ќе се намалат и нејзините нервози и прекорувања за штедењето и занемањето пари. Така и мене ќе ми олесни, искрено се надевав во тоа. Но се излажев. Многу наивно се излажев. Кога ја донесов бојата за коса и ја подарив за 8 март, не се сеќавам дали како одговор добив едно благодарам. Тоа беше во 1999 година. Но затоа сведок сум дека еве и по 20 години таа боја за коса никогаш не беше искористена. Маќеја ми се бојao за прв пат пред 2-3 години, но се бојосуваше за друга пригода и се разбира со некоја друга боја за коса, а не со купената од мене. Тогаш сватив дефинитивно за каков карактер се работи. Не можам да тврдам дали од некоја завидливост или од други побуди, можам само да претпоставувам, но дефинитивно сватив дека тоа е човек кој во секое решение ќе направи голем проблем. Поради тоа решив да се помирам со судбината. Очигледно не можам ништо да променам од внатрешната страна на влезната порта, но можам многу да променам кога ќе излезам од надворешната страна на портата. Тоа ми беше точката за активација на мојата искрена насмевка. Веднаш откако ќе излезев од портата, никој не мораше да знае што се случува внатре. Само душава знаеше најдобро. Најмногу ме облеваше нервоза кога ненајавено доаѓав порано дома и пред влезната врата ќе слушнев дека гласно се караат со татко ми. Знаев да позастанам и да наслушнам. Колку само паѓаа сите маски во тие кавги, колку само искриво колчени работи му пререкуваше на татко ми. Ми беше жал за него. Знаев дека и не му е лесно, но сепак тоа беше негов избор. Обично по неколку минути слушање на тие звуци ќе збеснев, ќе почнев да се расправам и јас еднаш, но тоа беше доволно за цела година. Во тие моменти ќе ми излезеше сета лутина што потајно сум ја собирал и наталожувал секојдневно. Ама џабе, немаше тоа некој позначаен ефект. Се сеќавам во една кавга кажав: како може јас и брат ми за сите други да бидеме добри, за ближни и подалечни, а за тебе да бидеме најлоши? Па толку не кудиш кај татко ми. Секогаш ве слушам и тебе и него. Не бараме ништо како што бараат други деца, се нешто од нивните родители. Не трошиме како што трошат други деца. Постојано учиме, немате проблеми како другите родители со нивните деца. Не споредувај се со други. И вие не сте цекиња за мирисање. Тоа што учиш, си учиш за себе, а не за мене. Но нема да дочекам да ти стапнам в канцеларија. Ти нема да стигнеш далеко. Многумина така се удирале в гради, исто како тебе, па паднале многу ниско. Ене ги сега се никој ништо. Ќе се изнавикаше и завидливо ќе фучеше со тонот на гласот. Плачејки, ќе се повлече во мојата соба. Тие Божем ќе продолжаа да се смируваат со татко ми. Ако беше брат ми дома, заедно со него ќе се тешевме. Во периодите кога го немаше, сам се затворав в соба и не сакав со никој да зборувам. Липав со джиновски солзи со додека не се уморев и не заспиев. Откако ќе се разбудев, си помислував во себе: ничии каприци нема да ме спречат, нема да ме скршат, само ми даваат двојна мотивација. Ќе успевам во животот, постојано и без прекин. Ќе успевам затоа што пред се јас многу го сакам тоа, а ќе успевам уште повеќе и поради тоа што некој друг не сака да го види тоа. Во помирните денови пак можеш и од неа нешто да се научи.
Собирав поуки од случките што ми ги кажуваше за нејзиниот брат Влајко, кој го почитував како роден вујко. Тој ми е колега, правник, па се разбиравме по таа линија. Кога ми беше неугодно што за време на средношколските денови сите врсници излегуваа в град, а мене не ми даваа пари за излегување и не ме пуштеа, таа само ќе ми речеше: се во свое време, ќе дојде времето кога и ти ќе го правиш тоа. И ги паметам и првите солзи кон мене. Дента пред да тргнам кон болница прв пат за да ме оперираат, некаде непосредно по полнолетството. Тоа беше многу едноставен запад, но сепак таа велеше: под нож одиш таму, не е едноставно тоа. За разлика од тој начин, брат ми, иако деноноќно беше на работа тие денови, одвои 10 минути и дојде да ме посети директно во болница. Позитивно ме изненади неговата појава, како сега се сеќавам кога неговата фигура, гордо облечена во униформата, ми упати таква позитивна енергија, што веднаш заборавив дека лежам во болничкиот кревет. Во периодите кога брат ми работеше во Охрид и ретко доаѓаше дома, маќеја ми него најмногу го почитуваше. Кога по сестра ми учеше и престојуваше главно во Ниш, таа беше најдобра од нас тројцата. А јас постојано бев дома. Меѓу другото, главно поради тоа, еве 2 години и не живеам дома. Има и еден куп други животни ненастани, но овие се главните кои најблиску ги доловуваат особините на еден човек од мојата секојдневна перспектива. Сцена 25. По сестра ми Слагена, кирката на маќеја ми од претходниот брак, беше чиста душа уште од дете. Учеше во Ниш, цело основно и средно образование. Беше родена во Србија, во село од Босилеградскиот крај. Од мене е постара 8 години, а од брат ми 3. Кај нас во Долно Лисиче доаѓаше само за зимскиот распуст, а понекогаш и за пролетниот. За летниот пак одеше речиси секое лето кај дедој по мајка, а само еднаш дојде кај нашите роднини во Црноштица. Татко ми постојано одеше на родителски средби во Ниш пред самиот распуст и потоа ќе дојдеа заедно со неа со воз или со автобус. Мене на брат ми со неа многу убаво ни течеше животот. Таа со нас пристојно се сложуваше, се почитувавме меѓусебно. Заедно слушавме песни, работевме многу од домашните работи, се смеевме. Понекогаш ми беше непријатно тоа што таа секогаш имаше нови патики, нови джемпери, пари за джепарлак, а јас носев стари алишта носени од неа и од брат ми. Но за тоа никогаш не реагирав. Однесувањето и желбата да има мир во куќата ми беа првенствени желби, а не каква облека ќе носам. Таа знаеше некогаш да не ја слуша мајка ѝ. Водеа инает една со друга без да се сослушаат. Тоа беше инает во погрешна насока. Тоа беше незабележително во периодите на краток престој во Македонија. Но откако Слагена заврши средно образование и дојде постојано да живее со нас, беше премногу често и очигледно. Тие кавги инспирираа избрзан брак на посестра ми во Врање со човек со кој што воопшто не се познаваше. Само еднаш се имаа видено претходно. При второто гледање почнаа заедно да живеат во вомбрачна заедница. Тие брзоплети случаи наскоро ги искомплицираа состојбите и во нашето семејство. Сите нервози секојдневно се пренесуваа и кај нас. Брат ми што туку почна да живее со снаа ми Силвана. Тогаш на сите страни летаа зборови кои го кинат срцето како со нож. Завидливоста се повеќе доаѓаше до израз и стана премногу видлива со секој можен потек. Јасна како ден беше премисата. Зошто ли на некој друг да му биде успешен бракот и заедничкиот живот, а на моето дете не? Тие турбуленции во 2008 година ја однесоа Слагена да живее на село за да го чува дедој кој живееше сам. Долги години потоа, животот ја одведе на други дестинации со нов обид за брак во странство, при што полека се оддалечуваше од нашето семејство, останувајќи се поретко во контакт. Животните перипетии немаат крај, си велев. Слика од потесното семејство ни стихови. Еден ден ќе биде.
Од природна присила комплицирано, како со игла шиено крпено. Мирно е во изгледот, шарено во душите. Да пробаме да го исплетеме, што ли ќе излезе. Чувствувам, нема да е лесно. Помислувам, може ли барем да е честно. Плетејќи иглите се боцкаат, материјалот малку по малку го параат. А зар мора така? Или се нема друга желба? Ама нема назад, но има избор. Изборот, бате, е наш. Те слушамо, ти знаеш, барем ти вистински ме учиш баш. Еден ден ќе биде по наше. Тоа е моje и твое мото. И многумина нема да разберат, како што не можат ни сега, но важно го гледа наше во око. Многу нешта недостасуваат, а материјалното не е ни важно. Искрени преградки ќе замени се. И ја нема ли? Останува тажно. Но ние можеме да надминеме, меѓусебна насмевка да се измамиме, со верба кон иднината да гледаме, со секој нов ден од сега ќе ја создаваме. Тоа сме јас и ти, од секогаш браќа сложни, со тебе докаде ли не би, на сите начини можни. Само здравие да е. Можевме ли поинаку? Може би за многу работи во потисното семејство не се борев доволно за да ги остварам. Но секогаш тргнував од некоја надеж и од тој компромис. Да не барам на краток рок, за да имам на долг рок. Само премногу наивно, што е можеби нормално на таа возраст, очекував да се променат нечии карактери, нечии однесувања. Сите до адолесцентските години не го слушав доволно брат ми кога ми велеше: не поминувај многу време со домашните. Ти си паметен, а за многу работи ќе те затапат. При многу семени расправи, мојата миролюбивост доаѓаше до израз. Таа ја облажуваше настанатата состојба, ама ми создаваше воедно и внатрешни тешкоти. Само со една мисла в глава – за подобро утре. Но тоа воздржување знаеше никогаш да пукне, дури и повеќе од потребното во тие расправи во кои се вклучував и јас. За она во што бевме сигурни јас и брат ми, ќе беше подобро да вложевме повеќе енергија за да го разубедиме и татко ми, како например за пластичните цевки во бањата. Имаше многу такви сцени во кои трпевме токму поради таа конзервативност и неподготвеност за прифаќање на промените. Избрзаните случаи во нашето семејство најмногу беа резултат на нехармоничниот однос на моите. Но едно е да избрзаш за да бидеш сам, а сосема друго е да избрзаш за да влеташ во некоја нова нехармоничност. Да бидеме подобри. Да ги прифатиме луѓето такви какви што се, со сите нивни карактеристики. Но компромис за похармоничен живот потребно е да прават сите страни. И децата некогаш се во право, и од нив може да се научи. Јас моите ментори не ги бирам само по возраст. Уште одамна научив да си применувам едно мое правило. Го нареков правило 9939. Првата деветка означува дека од секоја од 9 животни декади до 90 години имам барем по еден ментор. Втората деветка означува дека имам ментори од 9 различни занимања, од различни области, по можност со што поразлични квалификации и приходи. И третата деветка од моето правило 999 е дека имам ментори најмалку од 9 различни држави на кои можам во секој време да им се јавам за совет, за препорака или за некоја помош. Дел од сите овие ментори јасно проверуваат во книгава, а другите своето позначајно место ќе го заземат во следните книги. Иако долги години бев убеден дека обкружувањето во кое функционираме не влијае на нашиот поединечен раст и развој, сепак сватив дека има одредено ниво на влијание. Да бираме обкружувања во кои ќе ја користиме нашата животна енергија за подобар напредок и поубав живот, а не за борба со ветерници. Да правиме компромис. Корисно е да употребуваме и одреден степен на дипломатија, само тоа да не премине во големо лицемерие и во загрозување на нашето ментално здравје и внатрешен мир. За да ги заштитиме нив,
Потребно е некогаш да сме вулгарно искрени и да ги отвориме сите карти. Да знаеме на што сме. Најдан пред ние самите, а потоа и другите. Да ги прочитаме уште еднаш поуките што ми ги даваше татко ми, запишани погоре во оваа фаза. Некои од нас имаат страф од нешто ново, а други придобивки од нешто ново. Изборот е наш, а со тоа и последиците. Ако решиме да бегаме од опожарена шума, што поскоро да се префрлиме на чисто копно на кое нема шума, да застанеме и да си кажеме самите: сврти се, диши длабоко, ќе знаеш како понатаму, кој правец да го фатиш. Но од опожарената шума немој веднаш да се префрлаш во друга шума. Многу веројатно е дека некоја искра уште носиш со себе и со неа лесно би предизвикал пожар. Да им простиме на луѓето кои ни нанеле болка и штета. Свесни сме дека проштевањето не е за другите, туку за нас самите. Проштевањето не е заборавање, тоа е паметење, но без лутина. Тоа ја ослободува нашата моќ, ги лекува телото, умот и духот. Проштевањето ни отвара пат за ново место за мир, каде што можеме да ја истраеме без разлика што ни се случува. Ајде да се запрашам. Од оваа перспектива, кои мани и кои предности ги имаше потесното семејство за време на моето растење? Кои мани и кои предности ги има денес моето ново оформено семејство? Кој од моето семејство ми е најголем ментор и која е најсилната причина за тоа? Која ми е најизбрзаната одлука што некогаш сум ја донела и какви беа последиците? На кој начин успешно ги решавам конфликтите во семејството? Ништо од тоа што го носиш не е поважно од твојата насмевка. Кони Стивенс. Фаза 6. Лични приказни по широкото семејство. Сцена 26. Додека бев дете, ако од некого сум добивал многу љубов и внимание, тоа било од моите роднини. И од оние од страната на татко ми, и од оние од страната на мајка ми. Неизмерно сум им благодарен. Веројатно, имале влијание животните ситуации во моето потесно семејство, па тие спонтано се поврзувале посилно со мене и со брат ми. Како најмал од сите први братучеди од двете страни, најмногу уживав што бев во центарот на вниманието. Некогаш насмеа брат ми ќе прокоментираше за тоа, дека наводно сите ми попуштаат, оти сум најмал. Со патникот, со најблиските роднини по татко ми имам најдолготрајна врска, а и најсилна од самото детство. Дел од случките со стрина ми Живка, со батковците Дашо и Славе, со баба ми Витка и дедо Драган ги знаеш. Со текот на времето дедо ми почина, потоа и баба ми, ама таа куќа се прошири. Се оженија двајцата братучеди и си оформија своји семејства. Од сите нив, стрина ми беше и остана најсрце жена. Силна самохрана мајка која стануваше прва, најрано од сите во селото. И работеше буквално секоја работа. Едноставно не запираше. Не сакаше многу и мене и брат ми. Добра душа што не сака да сгреши никому. Баба ми знаеше често да ја заморува со разни прашања, наредби, а таа наоѓаше сила и за сите нив. Батковците беа вредни, самостојни уште од тинејџерските години. Кога чичко ми го отепал бик, тие имале едниот бате 15, а другиот 18 години. Бате Дашо повеќе сака да работи околу домашните животни. Едно време се занимаваше и со нивна трговија, паралелно со работата во продавницата. Бате Славе пак повеќе беше мајсторски ориентиран и кон работа со земјоделските машини, а имаше мерак и по автомобили. Тој многу сакаше да ме скокотка. Јас мало дете, а тој ме скокоткаше без прекин по неколку минути. Му беше интересно да му врескам. Но двајцата, кога и да требало, биле тука во секое време. Нив цел живот ги доживувам и ги почитувам како браќа. И со другите роднини по татко ми се почитувавме многу, ама не бевме толку блиски на дневна основа како со тие на село. Татко ми има тројца браќа и една сестра. Имам многу број братучеди од сите нив заедно. Интересно е тоа што кога ќе споредиш возраста на сите нив меѓусебно, секогаш провејува разлика од 13 години.
плюс минус некој месец. Чичко ми Стоичко бил постар од татко ми 13 години, а толку е бате Дашо помало од тате. Брат ми е помало од бате Славе, исто 13 години, па јас сум речиси толку постар од Јована, Јока, ќерката на бате Дашо и деда Марина. Таква релација имаме и со другите роднини од страната на татко ми. Само многу се запишување поединечно. Токму овој број 13, што проверува во моите блиски роднински релации, ми беше еден од мотивите да ја започна мојата автобиографија и мотивација продолжи со насмевка, токму во петок 13 на 13 април 2018 година. Иако може би е неблагодарно сите да ги ставам во еден куп, сепак, ако сакам сите роднини по татко ми да ги опишам со една реченица, тоа би било вака: честна и вредна фамилија, која се надоградува во занаетот, има историјата, но за сметка на образованието. Сцена 27. И роднините по мајка ми секогаш имаа многу убав однос кон мене и брат ми. Споредбено, првите братучеди се помалку на број, но сепак се исто толку вредни како и најблиските роднини по татко ми. Иако подалеку едни од други, па се гледавме поретко, сепак постојано се почитувавме. Дада ми Весна и двајцата батковци по тетка ми, Бојан и Васко, а од вујко ми Кире, братучет ми Мартин. Со дада ми Весна имавме најдолга комуникација и меѓусебно помагање. Секогаш ми беше задоволство да отидам на гости кај неа и да го поминам половина ден во прекрасни разговори на разни теми. Сега го продолжувам тоа во поголем интензитет со незиното ново оформено семејство. Од секогаш беше доволна незината насмевка која постојано зрачеше. Може би од мал ми фалеше повеќе дружење со Мартин. Ние сме врсници, само 2 месеца разлика. Кога наполнивме по 20 години, почнавме многу поинтензивно и посуштински да се гледаме и да се дружиме. Тогаш сфативме дека Скопје и Ниш не се толку многу оддалечени места за посетување. А може би сме знаели и од претходно, ама сме немале доволно самостојно заработени пари за да може да ги трошиме исклучиво на наш начин. Ако има некој со кој можеме да се разбереме и за минатото, но и за сегашноста и иднината, тоа дефинитивно е со Мартин, како да сме браќа близнаци со него. А не само со првите братучеди, туку и со вторите и третите, барем со повеќето долго време на вистина бевме блиски. Дел од нив се поблиски до моја возраст, па во тинеџерските години многу пати заедно правевме забави, одевме по игранки, големи собири на кои имаше најпрво оро, па потоа преминуваа во забавна журка до доцните часови. Сето тоа за време на летото. Убаво е кога човек има голема фамилија, широко семејство. Низ годините со дел од нив ни се намали интензитетот во гледањето, но не и почитувањето и меѓусебната љубов. Таа секогаш е иста, на високо ниво. Сцена 28. Полека, речиси сите братучеди преминаа во нови фази од животот, со оформени нивни семејства, со други приоритетни обврски. Иако со нив се намали интензитетот во гледањето во живо, силните врски останаа благодарение на големиот број внуци и внуки. Едноставно низ годините уживам во нивното прекрасно друштво. Со некој од нив може да трае половина час, а може и цела недела, месец. Секогаш сум исполнет разменувајќи ја таа енергија на одушевување. Тие се мојата гордост, а во многу нешта јас сум нивниот пример. И сакам кога со нив сум постојано во контакт, макар и да е тоа само преку социјалните мрежи. Кога се гушкаме во живо, блика среќа на сите страни. Можат ли тие искрени силни прегратки да се опишат? Можат ли тие гласни насмевки да се запрат? Не запирајте ги. Само да го почувствувате нивниот занес во живо, како да е нешто нереално, комплетно волшебно и магично. И нема да ги набројувам едно по едно сите внучиња. Многу се, околу 30 се само од првите братучеди. Ако ги бројам и од вторите, нема да можам да ги избројам до утре вечер. Ми се чини. Само една незаборавна случка ќе раскажам. Уште кога завршив додипломски студии на 21 година, повозрастните мои роднини полека почнаа да ме врбуваат и да ме убедуваат да се женам.
Нашега тогаш знаев да им реплицирам и тоа особено на Чичко ми Стојан. Не брзам за женење. Првин да станам дедо, па потоа ќе барам баба. Еве, види ги внуките колку се големи. Мика и Гага се цели девојки. Првин тие да се омажат, да имаат деца, ним сум им Чичко, значи на нивните деца ќе бидам дедо. И потоа ќе може да барам некоја млада баба. Ќе се изнасмеевме сите гласно. Верували или не, навистина така се случи. Во последниве 2 години се омажија моите внуки од прв братучет, Милена Мика и Драгана Гага. Едната се омажи на 22, а другата на одвај 20 години. Во овие 2 години им се родија дечиња, на едната ќеркичка, а на другата синче. Така и официјално станав дедо. И веднаш почнаа шегите на моја сметка. Сега им велам, еве ќе ве послушам, само да напишам уште книга, 2-3 и се насмевнувам под мустаќ. Ете да си знаеш, сопатнику, зошто е подолга оваа книга. Малку шега на моја сметка и не е лошо за заедничка насмевка. Роднинска љубов низ стихови. Дар сте ми, а и дарувате. Многу сте, а и блескате. Ко златни лисија на широкоградо дрво, сјајни звезди на јасно небо. Како вредни прсти на чесна дланка, разнобоен колаж во дрвена рамка. Како густи влакна в бујна коса, насмејани капки влива да росна. Мои сте, а и се борите. Стари болки и надежи нови. Снага, челик ли е ил карпа? Срце храбро ли е ил врело? Судбо наша, кој ми те крои? Разведри душа, подари дарба, продолжуваме ние со кренато чело. Мили сте ми, а и љубите. Некогаш бев најмалото, о роднини мои, и денес вам милото. Родот се множи, ами како? Внучиња мои растете, ако? Вие сте сега иднината наша и барем делче од школката моја. Ме разнежнува преградката ваша, куп разни насмевки во една боја. Дар сте ми, а и дарувате. Дарувајте. Можевме ли поинаку? Само да имав повеќе време за да се гушкам и да разговарам со сите мои роднини повеќе време. Ќе ми беше од огромна помош на секое поле да барав повеќе време да поминувам во ниш со вујко ми Кире, вујна ми Нада и Мартин. Уште од тогаш ќе сум добивал најпрактични животни совети од генерациите родени во 3 различни декади. Имам и роднини кои досега не сум ги запознал во живо. Убаво да се познаваме меѓусебно, а особено и новите поколенија да се знаат. Во историјата познати се случаи на инцести, меѓу другото и поради таа причина. Да бидеме подобри. Ако како дете друг ни ги одредува голем дел од приоритетите, како возрастни самите го правиме тоа. Со зголемување на обврските се намалува времето за гледање во живо. Но во овој свет на напредни комуникации, жално е поврзаноста со роднините и со пријателите да ни остане скудна. Крвта не е вода, велат. Тоа е така само ако меѓусебно се почитуваме и си помагаме. Не може со сите да поминуваме исто време. Како човекови битија си ги бираме оние кои најмногу ни одговараат од редот на роднините. Па секое лутање на таа тема и мерењето на времето во поминати секунди кај еден или кај друг е небулозно. Секојдневно физичко присуство не мора да значи изближување по секоја цена. И обратно. Сепак, со оние роднини и пријатели со кои сме се зближиле посилно, убаво е да одржуваме што понепосреден контакт. Во денешницава нема изговори за некомуницирање, освен немањето доволен интензитет на желбата за тоа. Ајде да се запрашам. Која ми е најдрагата случка од детството заедно со член од моето пошироко семејство? Кој ми е најголем ментор од поширокото семејство? Дали сакам да комуницирам со повеќемина од моите роднини или пак со малкумина од нив? Дали се чувствувам како ментор на некој од членовите на поширокото семејство? Кој пријател го чувствувам поблизок од повеќето од членовите на моето пошироко семејство?
Многу насмевки се предизвикани благодарение на друга насмевка. Френк Кларк. Фаза 7. Лични приказни над преварите во основна. Сцена 29. Ако ме прашаш пошто најмногу го паметам моето основно образование од 5 до 8 оделение, од прва ќе ти кажам. По надпреварите. До 4 оделение учевме во Долно Лисиче. Таму бевме само едно оделение во генерацијата од 31 ученик. Поради тоа беше невозможно да се организираат меѓу оделенски надпревари на врсници. Кога почнавме да учиме во Драчево, уште во 5 оделение имаше можност за такви надпревари. На еден час по физичко воспитание, наставникот ни рече да се натрчуваме цело оделение сите заедно. Но не беше тоа трка само на рамен терен. Трчавме околу оградата на училиштето, имаше внатре надвор од дворот одредени точки, а во еден дел трчавме буквално по канал и по нерамна земја донесена со камион заради градба на куќа. Бев најситен меѓу моите врстници, ама за трчање најдинамичен. Кондицијата што постојано ја одржував со физичките активности в село, но и во Долно Лисиче, ме служеше на високо ниво. Победив на таа ненајавена трка. Наставникот ми приде и ми рече: кон крајот на месецов ќе организирам трка меѓу сите 5 оделенија што се запишани во 5 оделение. Од вашето оделение ќе се надпреварувате вие тројца што сега бевте побрзи од другите. Верувам во тебе. Браво за спринтот. Ме изненади. Се насмевна со мустаките и ме потапка по рамото. Трката наскоро дојде. Завршив на 4-то место. Сепак имаше врсници кои од мали нозе тренираа фудбал во некои од клубовите, поочекувано е што има поголема кондиција од мене. Тоа ми беше прекрасно искуство. Го засакав тој дух. Наскоро дојде патрониот празник на нашето училиште, кој исто така се викаше Кузман Шапкарев. Тоа во Долно Лисиче му беше подрачно оделение на ова училиште. Наставниците по македонски јазик распишаа оглас за избор на најдобар прозен текст и најдобра стихотворба. Јас се пријавив со напишаната стихотворба. Од мали нозе тоа повеќе ме влечеше. Комисијата ме награди со 2-ро место. Бев уште посреќен од претходниот надпревар по атлетика организиран на часот по физичко воспитание. Тие денови во таа нова средина ми беа прекрасно исполнети. Пред крајот на учебната година имавме стоматолошки преглед за целата генерација. Бев помеѓу последните на кои им се прегледаа забите. Ги прегледаа неколку пати и на крајот двата стоматолога заклучија: дефинитивно имаш најубави заби во целата генерација. Да продолжиш да си ги одржуваш. Радосно ме пофалија. Целиот бев пресреќен. Беше на почетокот на седмицата во понеделник. 3 дена подоцна, во четврток, имавме час по физичко воспитание. Игравме кошарка внатре во спортската сала. Носев некои лесни патеки, полесни и од шангајки, кои незабележително знаеа да се лизгаат. Како што игравме 3 на 3 кошарка, во еден момент некој ми фрли топка кон мене. Малку ја допрев и таа тргна кон аутот. Истовремено со соученикот Иван тргнавме кон неа. Сакавме да ја фатиме за да може да продолжи акцијата и некој од неговиот тим да даде кош. Трчајќи кон аутот, само малку со рамото, Иван ме поттурна. Во истиот момент ми летнаа патиките. Ја загубив почвата под нозете за само неколку делови од секундата. Целото тело ми летна хоризонтално кон скалата за судии која се користеше во надпреварите по одбојка. Толку брзо сето тоа се случи, што ми се чини дека веднаш само слушнав бам, одзвони некој удар. Во првиот момент не знаев дали јас се удрив или некој друг. Ги отворив очите кои од лизгањето ми се затвориле и осетив мала болка во устата. Јазикот го насочив на забите и се сепнав.
како една огромна јама да ми се отвори меѓу предните заби. Од допирот со јазикот ми изгледаше како да се скршени сите заби што се напред на вилицата. Почнав да плачам. Еден другар од соучениците ме погледна и ми рече: "Не е многу, не се плаши. Го гледаш мојов преден заб? Слично се скршени и твоите, само делче се скршило од двата предни заба. Не од еден, како што е кај мене." Плачејќи отидов кај наставникот по физичко воспитание, кој ме упати кај стоматолозите. Само што влегов на вратата, ме видоа облеан со солзи и не можеа да си поверуваат на сопствените очи. Веднаш едната рече: "Ах бре, Мики, па нели пред некој ден кажавме дека имаш најубави заби? Како бидна се ова?" Рекоа дека немаат соодветен материјал. Малку ставија била пломба и советуваа дека или сега, или наскоро пожелно е да се прави коронка. Но таа се прави приватно и се плаќа. Не се сеќавам на сумата, ама цената што ја кажаа во тој период мене ми изгледаше како цело богатство што го имале османлиските султани. Знаев дека моите тешко ќе ми дадат пари за поправка на предните заби. Ке кажат дека јас сум виновен за нивното кршење и тоа е тоа. Така и бидно. Ми стоеа така скршени, малку, но видно разделени до прва година средно. Тогаш на редовниот систематски преглед повторно помалку ми ги пломбираа со бела пломба. Како и да е, мене ме стигна оној подсмев кога неколку години претходно му се смеев на брат ми поради искршениот зап. Како што вели поговорката: "Се се враќа, се се плаќа." Сцена 30. На крајот од петто одделение, наставничката по македонски јазик, која ни беше класен раководител на нашето одделение, ни ги прочита лектирите за шесто одделение. 7 лектири беа на број. Ни рече дека треба да ги прочитаме за време на летото, за да не ни поминат туку така залудно деновите. Но ти со патнику веќе знаеш како поминуваа моите летни дни и дека воопшто не беа ниту празни, ниту здодени. Напротив, беа многу активни и исполнети. Јас не седнував на газот, а не па да можам и да сакам да прочитам 7 лектири. И тоа лето мене ми беше исто како и предходните. Дојде 1 септември, време е да го дознаеме распоредот на часовите и да почнеме во новата учебна година. Уште на првиот класен час, класната раководителка рече сите да станат еден по еден и да кажат по колку лектири прочитале. Јас седев до Диме. Во тој дел од нашето образование седевме секогаш заедно. Шепкајќи го прашав: "Колку лектири успеа да прочиташ?" 6. Седмата ми е почната, ама не ја завршив, ми рече. А ти? Ниту една. Бев село до завчера. Што да правам? Плюс, не и се за денес да ги обработуваме? Ме погледна чудно Диме и ништо не кажа. Веројатно не очекуваше дека не сум прочитал ниту една лектира. Дојдовме на ред и ние. Стана прво Диме и кажа дека прочитал 6, а 7-та му е во тек. Потоа станав јас и реков дека немам прочитано ниту една лектира. Во истиот миг, сите до еден соученик се свртија кон мене. Не можеа да си поверуваат на собствените уши. Скандал! Таа нивна реакција ме потсети на една поговорка која од прилика одеше вака: вредниот еднаш ќе сгреши и цел живот ќе му ја памета таа грешка. Мрзливиот еднаш ќе сработи нешто како што треба и сите ќе го возвишуваат како Божан да се качил во вселената. Зошто не прочита ниту една? Подналутено праша класната раководителка. Бев село до завчера. Работевме секој ден од зори до мрак. Не можам таму да читам. Таму работам многу мануелна и тешка физичка работа, а психички се одморам, реков. Сега да ти ставам единица? Прекорно ме погледна. Ако ни требаат лектирите за денеска и треба денеска да ги обработуваме, ставете ми единица.
Но ако ги имам прочитано и раскажано дента кога навистина ќе ги обработуваме, тогаш сега не треба да ми ставате единица. Сепак таа реши да ми стави кец, како што популарно го нарекувавме, но во тефтер, како и на сите други ученици што не имаа прочитано од лектирите. Оваа сцена е инспирација за 20-та епизода Одмор. Таа случка само ме мотивира да бидам уште подобар во текот на целата година. Сите лектири до една ги имав прочитано и прераскажано, и тоа токму на дента кога ни ја закажува обработката на таа лектира. На часот бев најактивен. Наставничката организираше тест во текот на годината и најдобрите тројца се квалификувавме за учество на училишниот надпревар. Од нашето одделение бевме јас, Дими и Александра. Се државме добро цело време, но на крајот, сепак, поради трема, а не поради незнаење, Александра несигурно и погрешно одговори на едно прашање. Така го освоивме второто место на тој надпревар. На крајот од учебната година, класната раководителка Ѓурѓица им подаруваше книги на најдобрите ученици од сите 5 одделенија. Од моето одделение ми подари мене една книга со наслов Белиот ден од Џек Лондон. Многу се израдував. Во тие години од мојот живот Џек Лондон ми беше омилен писател и сакав да читам повеќе од него. Ја прочитав оваа книга и толку многу ми се допадна што некако свесно тогаш, а несвесно потоа си реков: вака би сакал да се одвивам мојот живот. Искрено да ти кажам, од ова проживеано досега, можам да изјавам дека таа желба постепено се исполнува и одамна е претворена во процес за остварување на целта. Сцена 31. Така, разните надпревари полека почнаа да стануваат неразделен дел од мојот живот. Но некој што навистина ми всади убав надпреварувачки дух и ми посвети повеќе внимание за да вежбам, беше наставничката по математика Виолета. Прекрасна, добродушна жена. Ги вида мојот потенцијал и желбата, па остануваше со мене да вежба и по неколку часови. Имавме дополнителна настава. Ме подготвуваше за регионален надпревар на ниво на град Скопје, организиран од Сојузот на математичари на Македонија. Во пето одделение не остварив некој посебен резултат. Ми беше прв надпревар од таков ранг. Следната година бев подобар, со оглед на тоа колку беа потешки задачите, па немаше многу врсници со повеќе поени од мене. Сепак, најголемиот успех го постигнав во 7-мо одделение. Како и секоја година, така и оваа, ни беа зададени 4 задачи. Секоја задача носеше по 25 поени, вкупно 100 поени. Кога почнав да решавам, полека, но сигурно ги решив првата и третата задача. Втората само еднаш ја прочитав и си реков: оваа е најлесна, не ни губам време за неа. Четвртата задача беше најкомплицирана. Ми беше голем предизвик. Се бараше докажување теореми за површина на триаголници, но беа поставени повеќе фигури. Бараше време за да се размисли да се реши. Решив да ја расчленам во најситни детали. Така, постапно ја решавав, чекор по чекор, така што на крајот голем дел од листовите хартија ги испишав за решавање на таа задача. Кога завршив, меѓу последните, излегов и веднаш си заминав дома. По неколку часа ми се јави наставничката и ми кажа дека сум освоил 75 поени. Може би изненадувачки, но втората задача, што ја сметав за најлесна, сум ја решил погрешно. Онаа тешката пак, четвртата, сум бил единствениот од сите врсници што сум ја решил точно. Со тие поени бе второ место на ниво на град Скопје во мојата генерација. Тоа ми донесе посетување на математичка школа неколку саботи поред. Најчесто решававме логички задачи за да може полесно да се подготвиме за државниот надпревар. На државниот надпревар отидов, но освоив само 32 поена. Најдобриот
Од моите врсници имаше освоено околу 70. Потешки беа задачите, но очигледно бараа поголема концентрација и знаење. Моето знаење или пак концентрацијата во тој момент не беше доволно. Учествував на надпреварот и во 8 оделенија, но бев позначаен. Без позначаен успех. Се извинувам. Стара нова е, додека го читам ова. Оправдано. Да. Сепак, успехот и не можев баш така да го измерам. Ми се чини дека го измерив пред 2 години кога бев на свадба во Прилеп кај Марина, колешката од факултет. Се случи интересен настан по завршувањето на едно од ората. Една господја му вели на синот до неа: "Тоа е, мора да е тој." И се погледнуваат меѓусебно. Ми се приближија набрзо двајцата и таа ме праша: "Од чија страна си на свадбава?" "Од кај невестата," велам, малку во прашалници. И ние сме од кај невестата." "Кажи ми, Мирослав се викаш, така?" "Да," велам и само ми се зголемува бројот на прашалници околу главата. "Драганов, нели?" Да, повторно потврдувам и некако се губам. Се гледам во мисливе, кои се овие луѓе и од каде ме познаваат толку детално, јас воопшто не ги знам. Му реков јас на Александар, син ми, мора да си ти. Те познав по насмевката и ликот не ти е сменат многу. Од каде се знаеш со Марина? Колешка ми од факултет, студиравме во иста група и се дружевме. Ти значи од математика премина на право. Извинете, се обидувам да се сетам од каде се познаваме, но никако да ми текне. Наеднаш морав да прашам: "Кој те подготвуваше за надпреварите по математика во 5 и 6 оделение, се сеќаваш?" "Виолета, наставничке!" Воскликнав од радост и следеше силна преградка и со неа и со сини. "Не ми се верува," изустив. "Поминати се цели 18 години од како не сме се виделе. Секоја чест што ме познавте. Многу се радувам што се гледаме пак," споделив. Откако заврши свадбата, враќајќи се назад за Скопје, целиот насмејан во себе си велев: "И да сум освоил прво место на државен надпревар во тие училишни денови, немаше да ја почувствувам оваа среќа, благодарност, восхит по цели 18 години." Тоа се моментите кои имаат бескрајна цена. Сцена 32. Во 8 оделение, учеството на надпреварот по географија ми остави посебен впечаток. На тој надпревар со подготовка од една седмица освоив 92 поени. Доволно за 4-то место. За жал, само првите 2 места продолжуваа на државен надпревар. Се сеќавам дека имаше вкупно 70 на прашања, а време за решавање само 1 час, значи 60 минути. Речиси сите од прашањата ги одговорив на прв поглед, без воопшто да се двоумам и да размислувам. Повеќето од нив беа со заокружување да избереме еден од 4 понудени одговори. Само на едно прашање застанав. Ги одговорив сите други прашања и ми останаа уште 5 минути до истекот на времето. А прашањето гласеше: колку земјотреси во просек има годишно на планетата Земја? Кога ги видов сите понудени одговори, дилемата ми беше само меѓу 60.000 или пак 80.000. Мојата внатрешна интуиција ми велеше дека треба да заокружам 60.000, но сепак не го направив тоа од прва. Додека размислував, ми текна дека со сигурност во книгата имаше напишано дека има 9 земјотреси на 1 час. Имав калкулатор пред мене, веднаш направив брза математика и резултатот беше околу 79.000. Во тој момент реков: истече време, во тој момент рекоа: истече времето, предавајте ги тестовите. Во истиот момент, сепак решив да ја слушам интуицијата и покрај направената пресметка. Заокружив околу 60.000 земјотреси во просек годишно. Се покажа дека сгрешив, но тоа на краток рок, а на долг рок научив.
Научив да ја слушам интуицијата, но кога има факти, тогаш да им верувам повеќе ним. Сцена 33. Од мали нозе верував и практикував природна праведност. Иако од мал имав афинитети да учам нешто што подразбира право, правда, сепак конечната одлука ја донесов во 7 оделение. Имаше животна ситуација што брзински и интензивно ја потикна таа моја желба. Со првиот сосед Борис, татко ми е во сватовска роднинска врска. Додека бевме мали, тие живееа како да се во една куќа. Многу се помагаа и се поддржуваа. Во периодот кога ги зеле плацовите, Долно Лисиче било уште понеурбанизирано село. Немало ниту асфалтиран пат кон градот, ниту пак какви да било споредни патчиња. Во тоа време, газдите што ги продавале нивите меѓусебно, се пазареле и се договориле кој до која нива ќе има пат. Така им пренели на купувачите на парцелите. Заедно, продавачите и купувачите ги обележале меѓите. Тоа биле големи камења поставени во земјата, кои по потреба малку надзирале над површината. Соседот Борис имаше некој конфликт со староседелецот со чија нива граничеше тој од другата, северна страна на неговото дворно место. Со нашиот двор граничеше од јужната страна. За да го реши спорот со староседелецот од северната страна, решил да викне геодети за да ја утврдат меѓата. Пред да ги викне, му кажа на татко ми: Јане, ние како што сме си биле досега, така ќе се бидеме и понатаму. Си ги знаеме меѓите. Сакам само со овој да немам повеќе конфликти и да ја решам состојбата еднаш за секогаш. Татко ми се согласи. Имаше огромна доверба во него. По неколку дена дојдоа геодетите. Ја мереа спорната страна и утврдија дека староседелецот треба да се помести со меѓата кон нашиот сосед Борис. Откако тој го виде тоа, им нареди на геодетите да ја измерат и другата страна од неговиот плац, таа што граничи со нашата парцела. По нивното мерење, испадна дека меѓата речиси е прилепена до нашата куќа. Соседот Борис влезе во нашиот дотогашен двор за 1,5 метри. Нам патот ни поминуваше од таа страна. Татко ми почна да го прашува како ќе биде во иднина. Почнаа да се расправаат. Во еден момент тате му кажа: Па нели самиот ми рече што и да измерат геодетите, меѓу нас останува исто. Ама сега гледам дека ти тоа си го кажал во случај да испаднеше јас да треба со дворот да се поместам кон твојот двор. Знаеше ти дека нема тоа да го направам. Ама вака кога е обратно, ти го погази сопствениот збор. За мене веќе не си ниту човек од збор, ниту пак близок роднина и пријател. Му рече татко ми видно лут и разочаран. Соседот почна да вика, да пцуе, создаде многу непријатна атмосфера по која дефинитивно решив дека ќе учам право за да можам ваквите или слични криви дрини да ги решавам на праведен начин и да ги заштитам оние што се во право. Надпреварувачкиот дух ни стихови. Живее да се надпреварува. Жар во мене никнува, страста ја подхранува. Духот живее да се надпреварува, крвта полека ми зоврива. Тоа ќе сум јас, си се докажувам. Учам брзо, а полека созревам. Грешам помалку, но вежбам повеќе. Срцево се поенергично чука, знам, нема ука без наука. Тоа ќе сум јас, се надградувам. И повторно обиди цела низа. Желба не се губи туку така, ќе се надмине секоја криза, нема сладка награда без мака. Тоа ќе сум јас, во целост се давам. Ах, таа победа за која желно се борам, ќе стане ли реалност моја? Верувам во патот што го кројам,
упорноста на кожава е своја. Тоа ќе сум јас, верувам. Можевме ли поинаку? На надпреварот по македонски јазик не го освоивме првото место само поради избрзување. Кога се надпреваруваме како тим, не треба да брзаме и веднаш да го одговориме прашањето. Најнапред, потребна е концентрација и силна тимска координираност. Уште еднаш, се покажа дека смеењето на туѓа сметка се враќа. Пред неколку години му се смеев на брат ми, а сега и јас си ги скршив забите. При решавање на задачите и при одговарање на прашањата не треба брзање. Подобро 100 пати да го прочитаме и да бидеме сигурни, отколку да се истрчаме. Овие задачи намерно се поставени така, за да може тактички лесно да се излетаме. Решив да ја слушам интуицијата и покрај фактите и поради тоа сгрешив на надпреварот по географија. Кога веќе имав сигурен податок базиран на факти, требаше да се подпирам повеќе на нив отколку на интуицијата. Имаше наставници кои не се вложуваат доволно како ментори за подготовка на тие надпревари, а имаше и такви кои се вложуваат. Да ја искористиме секоја можна шанса да научиме повеќе од нив. Ако намерно не се придржуваме до она што сме го кажале, особено за посериозна работа, да не очекуваме ист однос како и претходно. Не е важна дестинацијата на одморот, туку самиот одмор, неговата суштина. Важно е тој да биде поразличен од она што постојано го работиме. Одмор е кога се оттргнуваме од секојдневието. Да бидеме подобри. При тимска работа потребна е добра концентрација, силна координираност и високо ниво на меѓусебна комуникација. Истото важи и за надпреварите. Преку нив само се отсликува успешноста на тимската работа и вистинската координираност на членовите, кој зашто го бидува најмногу. Научивме да разбираме, наместо да осудуваме и да се подсмевнуваме. На задачите и прашањата што се поставуваат на училишните надпревари, детајно да обрнуваме внимание. За да им ја откриеме замката при нивното поставување, треба полека и повеќе пати да се обидеме до најмал детај да ги разбереме. Свесни сме дека тие прашања се поставени за оние што понапредно размислуваат и повредно учат. Оваа поука ќе им ја пренесуваме и на помладите поколенија. Прекрасно е чувството кога учиме да ја читаме нашата интуиција. Кога ќе научиме да ја разбираме длабенски, тогаш сме многу блиску до свесно живење. Појасен станува светот околу нас, но знаеме дека таа единствено е покревка од фактите. Сите ученици кои постигнале успеси за себе и за нивните училишта, го постигнале тоа главно благодарение на посветените наставници, ментори. Ако по предметот што го предаваме немаме желба да ги менторираме најдобрите ученици, тогаш најубаво за сите е веќе да не го предаваме тој предмет. Блискиот човек може да го победиме со правни средства на краток рок, а да го загубиме како човек за цел живот. Природната праведност многу пати знаела да го победи пишаното право. Така и маратонската добродушност ќе извојува победа над краткиот скок од превртливости. Ајде да се запрашам. Колку пати сум учествувал на индивидуален надпревар? Колку пати сум учествувал на надпревар во тимови? Кои се трите најпрепознатливи карактеристики на мојот омилен наставник од основното образование? Од која случка за време на образованието во основното училиште сум извлекол најголема поука? Поради кои причини најчесто си го почитувам или пак не си го почитувам зборот што сум го дал некому?
Јас мислам дека е време да славиме Стара Нова, не знам ова кога ќе оди на YouTube, ама ние се изнаработавме. Па, треба. Cheers to many more. Зошто повеќе убави старе нови години? Се гледаме, дечки.